Со координирана акција на институциите, Мијалков немаше друга опција освен да се предаде, се пофали премиерот Зоран Заев. Тоа што екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање доброволно се пријави по 2 дена со оправдување дека имал висока температура, за Заев е успех на институциите и прочистување на правосудството во Македонија. Притисокот врз неговото семејство и сите чекори кои ги презеле надлежните го натерале Мијалков да се пријави во обвинителството. Сепак, каде бил овие денови, нема одговор. Премиерот ги отфрла сите обвинувања дека ова е политички монтиран случај. Оти според него никој не бил и не смел да биде над законот во државава. Системот, институциите, тоа се на сите нас, на граѓаните, покажа успешност денес. Принудија некој да не му биде исплатливо бегањето, криењето, да се јави, да си почека соопштување на казна, ако има казна да се отслужи казната и готово. Тоа е системот и така мора да биде, никако поинаку. И покрај огромните реакции во јавноста и барањето одговорност за пропустите од страна на надлежните во власта, Заев не гледа причина да бара оставки од Спасовски и Маричик. Дека власта беше во хаос покажа и самиот Спасовски на пресконференцијата неколку часови предходно, кој видно нервозен наместо за оставка зборуваше за кртови во институциите и ја префрлаше топката на обвинителството. Оставки дефинитивно нема да има, ама Заев сега уверува дека истрага за пропустите ќе имало. Еден млад човек во државата, ако сака да се скрие во Македонија, во било која куќа, може да се крие. Факт е дека за 40 часа, од која избега го најдов. Тоа е голем факт. Тоа покажува дека кој да е во државата, ако знае, ако слушнал, дека се спрема притвор негов, може да се скрие во соседна куќа, во друг град, во друга населба или слично. Суштината е системот да се организира и да го спречи обидот за криење или бегање. Очекувам истрагата да покаже дали имало пропуск. Имаме успешна завршница. Со пријавувањето на Мијалков во обвинителството е обезбеден неговиот притвор се додека не биде изречена пресудата во процесот кој се води против него. А според Заев, обвинителството и судот, неговото така наречено враќање никако не треба да го сметаат за олеснителна околност.